Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Тавординација. Оваа Тавординација ја започуваме со најавата дека изминатава недела се одбележуваше како недела на имунизација, а лекарите и стручната фила од Министерството за здравство вела дека од година во година процентот на регуларната вакцинација полека опаѓа. Како предвид го земаат и пандемијата со COVID-19, но што велат резултатите во Струмица и каква е состојбата, слушаме од изјавата на доктор Надица Николова Наќев. Светската недела на имунизацијата се одбележува секоја година во последната недела од месец април и носи порака дека редовната вакцинација спасува животи. Многу некогаш смртоносни болести денес се искоренети токму благодарение на вакцинацијата. Затоа во чест на оваа недела екипите на ЈЗО Здравствен дом Струмица излегоа на терен и ги идентификуваа подрачјата на Струмичката општина каде имаме помал број на вакцинирани деца. Се вршеше едукација на родителите за безбедноста и ефикасноста на вакцините, а исто така се поканија и невакцинираните деца да дојдат на вакцина во просториите на ЈЗО Здравствен дом. Оваа акција вроди со успех и оваа недела бележиме скок во бројот на вакцинирани деца во Струмичко. Со излегување на терен се увиде и дека многу од децата кои кај нас се водат со непотполен вакцинален статус, дека всушност се иселени од државата, па поради оваа причина имаат некомплетен вакцинален статус. Главно треба да напоменеме дека вакцините се безбедни, ефикасни и штитат од многу сериозни болести кои на минатото биле смртоносни, а исто така штитат и од компликации од истите. Зошто бројката е намалена, гледаме од прилогот што следува конкретно за Струмица и за микрорегионот по однос на редовниот вакцинален календар. Светска недела на имунизација се одбележува секоја година во последната недела од април и има за цел да промовира употреба на вакцини за заштита на граѓаните од болести на сите возрасти. Имунизацијата спасува милиони животи секоја година и е широко признаена како една од најуспешните здравствени интервенции во светот. Сепак денес се уште има деца кои не ги примаат потребните вакцини во земјава, а многу ги пропуштаат и виталните вакцини за време на адолесценција, зрелост и во старост. Светската недела на имунизацијата се одбележува секоја година во последната недела од месец април и носи порака дека редовната вакцинација спасува животи. Многу некогаш смртоносни болести денес се искоренети токму благодарение на вакцинацијата. Затоа во чест на оваа недела екипите на ЈЗО Здравствен дом Струмица излегоа на терен и ги идентификуваа подрачјата на Струмичката општина каде имаме помал број на вакцинирани деца. Се вршеше едукација на родителите за безбедноста и ефикасноста на вакцините, а исто така се поканија и невакцинираните деца да дојдат на вакцина во просториите на ЈЗО Здравствен дом. Немал процент на деца во земјава не се вакцинирани за време на глобалната пандемија, што ги доведува во ризик од сериозни болести, како сипаници и детска парализа. Дезинформациите кои брзо се споделуваат на тема вакцинација значително придонесуваат кон оваа закана. Во Струмица бројот намален, но причината е иселувањето. Оваа недела бележиме скок во бројот на вакцинирани деца во Струмичко. Со излегување на терен се увиде и дека многу од децата кои кај нас се водат со непотполен вакцинален статус, дека всушност се иселени од државата, па поради оваа причина имаат некомплетен вакцинален статус. Главно треба да напоменеме дека вакцините се безбедни, ефикасни и штитат од многу сериозни болести кои на минатото биле смртоносни, а исто така штитат и од компликации од истите. Додека светот се фокусира на суштински важните нови вакцини за заштита од COVID-19, останува потребата да се обезбеди за да не се пропушти рутинската вакцинација.
А во следните неколку минути гледаме што се случува со пациентите, односно клиентите кои што се соочуваат со синдромот Минхаузен, каква е состојбата со нив, што велат лекарите, кои се прогнозите. Минхаузенов синдром. Минхаузенов синдром е сериозно умствено пореметување кое што кај личноста што има многу голема и длабока потреба за внимание, се преправа дека е болна или намерно се разболува или повредува. Луѓето кои што патат од Минхаузеновиот синдром можат да измислат симптоми, да иницираат ризични активности или да пробаат да ги фалсификуваат лабораториските тестови со цел да добијат симпатија и загриженост кон себе. Минхаузеновиот синдром се наоѓа во групата на состојби, наречени фикциони пореметувања, измислени пореметувања. Фикционите пореметувања можат да бидат од психолошки или физички карактер. Минхаузеновиот синдром се наоѓа во групата на најтешки и хронични физички форми на фикционите пореметувања. Синдромот е многу мистериозен и многу тешко се лекува. Сепак, медицинската помош е критична во превенцијата на сериозни повреди, па дури и смртни последици настанати како причина на самоповредување, што е карактеристика и типична за Минхаузеновиот синдром. Симптомите на синдромот цело време се фокусираат на измислување или продукција на болест или повреда со цел да се задоволат длабоките емоционални потреби. Луѓето кои што страдаат од овој синдром во голема мера се обидуваат да ја сокријат својата лажна состојба, па така понекогаш е многу тешко да се открие дека нивните симптоми се всушност дел од сериозното ментално пореметување. Минхаузеновиот синдром не се поклопува со измислувањето на медицински проблеми со цел да се оствари некоја придобивка, како на пример земањето на слободен ден од работа. Исто така, не се поклопува ниту со хипохондријата, бидејќи луѓето кои што страдаат од хипохондрија навистина веруваат дека се болни, додека луѓето кои што го имаат Минхаузеновиот синдром не се болни, но сакаат да бидат болни. Симптомите на Минхаузеновиот синдром можат да вклучат драматични истории за бројни медицински проблеми, чести хоспитализации, недефинирани или непостојани симптоми, состојби кои што се влошуваат без да постои некоја видлива причина, желба за често лабораториско тестирање или прифаќање на ризични активности, длабоко знаење за медицинската терминологија и болестите, барање на третман од многу различни доктори и различни болници, малку посетители кога лицето ќе се хоспитализира, одбивање и недавање на согласност докторите да разговараат со фамилијата или пак со пријателите, расправање со персоналот во болницата, чести барања за лекови против болка или други лекарства. Како луѓето со Минхаузеновиот синдром ја глумат болеста? Поради тоа што луѓето со овој синдром стануваат експерти во глумење на симптомите и болестите или пак се самоповредуваат, понекогаш е многу тешко за докторите и нивните блиски да дознаат дали нивната болест е реална или не. Луѓето кои што го имаат овој синдром ги измислуваат симптомите или ја предизвикуваат болеста на неколку начини, вклучувајќи измислени медицински истории. Можат на своите блиски или на докторите да им презентираат лажна медицинска историја, како што е тврдењето дека имаат рак или ХИВ. Глумење симптоми. Можат да ги глумат симптомите како што се стомачна болка, вртоглавица, онесвестување или аритмија. Самоповредување. Можат да се повредат или намерно да предизвикаат болест како што е, например, инјектирање на бактерии, млеко, бензин или фецес.
Можат намерно да се исечат или искорат, можат да земаат лекови кои што ги имитираат болестите, како што се лекови за намалување на згручувањето во крвта, хемотераписки лекарства и лекови за диабетес. Не го дозволуваат зараснувањето на раните, повторно ја отвораат залечената рана. Манипулација. Можат да ги злоупотребат медицинските инструменти за да покажат други резултати, како што е, например, загревање на топломерот. Исто така, можат и да ги загадат своите примероци од урина, наменети за лабораториско тестирање со крв или други супстанци. Причините за појава на Минхаузеновиот синдром не се познати, но можно е луѓето кои што го имаат овој синдром да имаат искусено многу тешки вистински заболувања во младоста, или пак да биле емоционално или физички злоупотребувани. Ризични фактори. Неколку фактори можат да ја стават поединецот на повисок ризик за развивање на Минхаузеновиот синдром. Тие ризични фактори вклучуваат траума од детството, како што се емоционални, физички или сексуални злоупотреби. Сериозна болест за време на детството, која што возможила некој да се грижи за нив. Роднина со сериозна болест. Слабо чувство за идентитет и слаба самодоверба. Загуба на сакана личност поради смрт, болест или напуштање, која што се случила во раните години од животот. Неисполнета желба да се биде доктор или друг вид на медицински персонал. Работа во здравствена установа. Нарушување на личноста. Минхаузеновиот синдром се смета дека е редок, но не се знае колку луѓе го имаат ова пореметување. Некои користат лажни имења со цел да ги сокријат трагите, некои посетуваат многу различни болници и доктори, додека некои воопшто не можат ни да се пронајдат. Поради сето тоа, многу е тешко да се постави некоја естимација. Повеќе мажи од жени се диагностицирани со Минхаузеновиот синдром и тоа е најпометите и средовечните возрастни личности. Луѓето кои што страдаат од Минхаузеновиот синдром имаат толку длабоки емоционални потреби, што сакаат и да го ризикуваат својот живот само за да бидат видени во очите на другите дека се болни. Исто така, често имаат и други ментални пореметувања. Како резултат на сето ова, се соочуваат со многу компликации, вклучувајќи повреда или смрт од самопредизвикување на медицински состојби, чести здравствени проблеми како резултат на хируршки зафат или други медицински процедури, загуба на органи поради непотребни хируршки интервенции, злоупотреба на алкохол и супстанци, финансиски проблеми, големи проблеми во секојдневниот живот, врските и диагнозата. Диагностицирањето на Минхаузеновиот синдром често пати е екстремно тешко. Луѓето кои што страдат од овој синдром се експерти во глумење на многу различни болести и состојби. Често пати имаат и вистински медицински проблеми кои што можат да бидат опасни по животот, иако тие можат да бидат намерно предизвикани. Докторот кој што се сомнева за постоење на овој синдром ќе ги преда медицинските записи, ќе се обиде да зборува со фамилијата или пријателите, дури и ќе ја пребара болничката соба на пациентот за да открие скриени инјекции или лекарства. Директните обвинувања дека личноста страда од Минхаузеновиот синдром може да предизвика бес и одбрана, што како резултат ќе предизвика ненадејно прекинување на соработката со докторот или болницата и барање на третман на друго место. Поради тоа, докторот ќе се обиде да креира решение кое што би ја поштедило личноста од признавањето дека ги глуми симптомите. Например, докторот може да ја убеди личноста дека немањето на објаснување за медицинските симптоми е стресна работа и да предложи дека стресот е одговорен за некои од поплаките. Или пак, докторот може да побара согласност од личноста дека ако следните 2-3 медицински третмани не дадат резултат, заеднички би ја разработиле идејата дека е можно да постои психолошки проблем како причина за болеста.
Како и да е, докторот ќе се обиде да ја насочи личноста кон барање на помош од психијатар. Минхаузеновиот синдром се дијагностицира како тип на фикционо пореметување. Со цел да се одреди дали некој страда од овој синдром, психијатриските установи спроведуваат детално интервју и тестови за можни физички проблеми. За да кај некого биде дијагностицирано фикционо пореметување, тој мора да ги задоволи критериумите според DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Покрај тие критериуми, треба да се потврдат уште 3 други: намерно глумење или продуцирање на симптоми, мотивација личноста да биде перципирана како болна, мотивација не е цел да се оствари некоја финансиска или друг вид на добивка. Третмани и лекарства. Третманот на Минхаузеновиот синдром е тежок и не постојат стандардни терапии за ова пореметување. Поради тоа што луѓето кои страдаат од овој синдром сакаат да бидат во улога на болни, честопати не сакаат да побараат третман. Сепак, ако кон личноста правилно се пристапи, таа може да се сложи да биде третирана од страна на психијатар. Иако не постојат стандардни третмани за Минхаузеновиот синдром, третманот честопати се фокусира на менаџирање на состојбата, отколку на обидување за нејзино излекување. Третманите најчесто вклучуваат психотерапија и бихевиорална терапија. Ако е можно, може да се вклучи и семејна терапија. Лекарствата можат да се користат за лекување на други ментални пореметувања, кои што исто така се присутни, како што се депресијата или анксиозноста. Во многу од случаите, може да биде неопходна привремена хоспитализација во психијатриска установа. Животен стил и домашни лекарства. Пребродувањето на Минхаузеновиот синдром е тешко. За оние кои што се способни да преземат чекори кон подобрување на состојбата, следните насоки можат да им бидат од помош. Држање кон планот за третман. Присуствувајте на закажаните психотерапии и земајте ги лекарствата кои што ви се препишани. Ако почувствувате потреба да се повредите или намерно да предизвикате појава на болест, отворено разговарајте за своите намери со вашиот психијатар, кој што ќе ви даде начини како подобро да се справите со тие емоции. Верувајте му само на еден доктор. Имајте само еден матичен доктор на кој што ќе му верувате и кој што ќе ја следи вашата здравствена состојба. Не посетувајте различни доктори, специјалисти и хирурзи. Запомнете ги ризиците, не трчајте по нови доктори. Поврзете се со некого. На многу луѓе кои што страдаат од Минхаузеновиот синдром, страдаат и од немањето на пријателства и други видови на врски. Пробајте да најдете некого со кого ќе можете да се дружите, да споделувате забавни нешта, како и да му ја понудите вашата помош и поддршка. И повторно се враќаме на вакцинацијата. Од Министерството за здравство остануваат на ставот дека и покрај намалувањето на бројката со COVID-19, односно ново позитивните и нивниот намален број на статистичка основа, зборуваме дека вакцинацијата останува оружјето број 1 кога станува збор против пандемијата со COVID-19. Иако бројот на ново позитивни драстично се намалува во земјава, сепак вакцинацијата останува приоритет во борбата против пандемијата со COVID-19. Комбинацијата на вакцинирање и следењето на препораките од Министерството за здравство за да се заштити себе си и другите нудат најдобра заштита. Запирањето на пандемијата бара користење на сите алатки што ги имаме на располагање, велат лекарите, бидејќи експертите дознаваат повеќе за тоа како вакцинацијата против COVID-19 може да помогне во намалувањето на ширењето на болеста во заедниците. Министерството за здравство продолжува да ги ажурира препораките за заштита. Главно, треба да напоменеме дека вакцините се безбедни, ефикасни и штитат од многу сериозни болести кои на минатото биле смртоносни, а исто така штитат и од компликации од истите.
Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа направени се 773 тестови. Регистрирани се 21 нов случај со COVID-19 и 71 оздравен пациент. Во 21 новозаболен, кај 5 се регистрирани реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа не се пријавени починати лица, а согласно регистарот на умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин, дополнително се регистрирани 2 починати лица од Скопје и од Штип, а лицата кои починале во домашни услови се регистрирани како починати во периодот од 29.4 до 1.5, соопштуваат од Министерството за здравство. И во оваата ординација издвојуваме неколку минути за промоцијата на социјалниот совет во општина Струмица, во кој што ќе работат лица инволвирани од филата, чинители во општеството се со цел помагање и помош на луѓето кои што се соочуваат со било каков социјален проблем. Изработка и на социјална стратегија, односно стратегија за социјален развој на општина Струмица, во следните неколку минути и прилогот. Заекнување на институционалните капацитети, градење на ефикасен систем за поддршка и грижа за социјалните потреби на ранливите лица, како и соодветни информации и бази на податоци за бројот на ранливи групи, за видови на ранливост, нивните специфични потреби и ограничувања. За таа цел, општина Струмица формираше социјален совет, кој во иднина би се користел како структура за подготовка на соодветни решенија базирани на локални потреби на населението со било каков социјален ризик. Обштествени чинители од различни институции кои работат на заштита и превенција во областта на социјалата поставија рамка за имплементација и испорака на социјални услуги во локалната заедница. Во тој контекст, согласно Законот за социјална заштита, пропишено е формата на формирање и делување на социјалниот совет. Во тој контекст, вклучувањето на сите членови, односно представници на релевантните чинители во локалната заедница, кои што сите здружено во рамките на еден систематски пристап ќе придонесуваат за унапредување и подобрување на социјалната заштита на локално ниво, секако со импликации, за како добри практики во однос на унапредувањето на социјалната заштита и на повисоко ниво. Социјалниот диалог на локално ниво треба да ги вклучи сите видови преговарања, договарање и размена на информации помеѓу представниците на локалната власт и социјалните партнери, синдикати и организации на работодавачи за прашањето од заеднички интерес. Се формира телото, му се дава целосен легитимитет за да во наредниот период активно започне со работа телото кое што ќе има навистина многу сериозна задача да во рамките на веќе подготвениот социјален план на општина Струмица, усвоен од Министерството за труд и социјална политика, да ги унапредува и да ги креира социјалните политики на локално ниво и во тој контекст како многу важна задача во рамките на истиот да ги креира активностите во рамките на годишните програми на општина Струмица во контекст на реализација на бројни активности се во интерес на зајакнување и подобрување на животот на граѓаните на општина Струмица. По формирањето на социјалниот совет во наредниот период се очекува да биде изготвена и стратегијата за социјална заштита во општина Струмица. Во секој случај постои потреба од понатамошно координирање и вклучување на сите засегнати страни во заедницата во процесот на обезбедување на квалитетни и иновативни социјални услуги. Ова е особено значајно во делот на изготвување на програми за социјална заштита на локално ниво, кој голем дел од нив, како и досега Струмица, соодветно ги буџетираше од сопствени извори. Ова беше последна содржина во ова издание на емисијата Ординација. Останете со нас и гледаме наредната среда.